Добро вечер. Недела 22 часот, време за емисија во Центар на YouTube. Јас сум Васко Ефтов, почитувани гледачи. Вие сте на вистинското место. Зошто? Бидејќи во наредните 60 минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. На 28 март оваа година ќе се случи вонредниот конгрес на ВМРО-ДПМН, односно иницијативниот одбор за вонреден конгрес најави дека на 28 март ќе се случи вонреден конгрес, најверојатно во салата Борис Трајковски. Се предпоставува дека на тој конгрес ќе заврши агонијата која се соочува македонската опозиција или најсилната опозицијска партија во Република Македонија. Последните 2 или 3 години, кога зачестија поразите во ВМРО-ДПМН на изборите, на референдумот, на локални избори, така натаму, се појавија две структури во врвот на партијата. Односно, луѓето кои со кран го инсталира Христијан Мицкоски на чело на ВМРО-ДПМН, сега се луѓе кои барат неговата смена. Се разочарани во Христијан Мицкоски. Христијан Мицкоски нив ги нарекува слуги, платеници на Зоран Заев, односно луѓе на кои стопани на Зоран Заев. Така е закрвена состојбата помеѓу членовите на ВМРО-ДПМН, помеѓу овие две структури, што тоа може да се разречи само на конгрес. Прашање е дали ќе биде разрешено на конгрес. Таму има 3 сценарија. Да победат и да го сменат Христијан Мицкоски на конгрес, да не успеат да го сменат Христијан Мицкоски на конгрес, да го сменат и да се влезе во одредена судска разврска, некоја сценарио беса. Па дури на крај, тој што ќе биде поразен и тој што ќе биде победник, да има одредена етикета дека судството на Зоран Заев, царска судството на Зоран Заев, го избрал новиот лидер на ВМРО-ДПМН. Значи, тешки се овие моменти за македонската опозиција. Христијан Мицкоски не покажа овие 3 или 4 години дека има капацитет да победи на одредени избори. Неговиот црн рейтинг е повисок од 70%, со таков рейтинг не може да победи на ниту едни избори. Со овие теми, што ќе се случи во опозицијата, разговараме со еден од највисоките представници на тој иницијативен одбор, човек за кој се говори дека може да добие некоја функција во врвот на ВМРО-ДПМН по завршување на конгресот, е Ивица Коневски. Наредните 57 минути интервју со Ивица Коневски, останете со нас, сигурно нема да зажалите. За мене, почитувани гледачи, не е битно што ќе се случи во врвот на ВМРО-ДПМН. Дали ќе има вонреден конгрес, дали нема да има вонреден конгрес, ќе има ли редовен конгрес во ноември, така натаму. Дали ќе биде Христијан Мицкоски или нема да биде Христијан Мицкоски, мене апсолутно ми е небитно. Клучниот проблем на таа партија што не може да победи на избори. Со Христијан Мицкоски не може да победи на избори и не може да изврши притисок врз Зоран Заев државата да полесно и подобро се справува со одредени проблеми. Тоа е работата која се кажам 2 или 3 години. Меѓутоа, кога некој кој 25 години следи политичката сцена, 20-25 години следам политичката сцена во Република Македонија, мислам дека по-недостоинствен лидер на партија во овие 30 години нема во Република Македонија. И Владо Бучковски многу по-достоинствено се бореше и отстапи од челната позиција на СДСМ, која беше поразена на Конгресот 2006 година од Радмила Шекаринска. Вакво недостоинствено однесување на лидер на партија не е забележливо во македонската политика последните 30 години. Па дури на 15 јули ова година не смогна сили да му честита победа на Зоран Заев. Еден Бранко Царенковски 2013 година едва стоеше на нозе, па се појави. Сите ние знаеме како беа распишени тие локални избори кои следа после црниот декември во македонскиот парламент, значи смогна сили Бранко Царенковски и му честиташе победа на Никола Груевски. Само Христијан Мицкоски не смогна сили да му честита победа на Зоран Заев. Тоа е Христијан Мицкоски. Затоа велам, по-недостоинствено однесување на ниту еден лидер во македонската историја последните 30 години не е забележливо. Затоа иритира Христијан Мицкоски. Таа контрола, таа злоупотреба на дувло, кај што се денунцираат луѓе, кај што се напаѓаат луѓе, кај што се измислуваат приказни, кај што се плаќаат приказни против одредени луѓе, вклучително и против мене. Тоа се работи кои не може да бидат простени, знаете. Тоа не постои, така не функционира нормален цивилизацијски свет. Ја гледате о Христијан Мицкоски, тој има пред 2 недели телевизиско интервју на Канал 5 телевизија со колегата Гоце Михајловски. Одличен е Христијан Мицкоски, значи кога е нешто добро го пофалувам, кога е нешто лошо го критикувам, значи одлично интервју има Христијан Мицкоски, доминира во тој интервју. 55 минути има одлично интервју и последните 5 минути прави катастрофални грешки. Следува 2 прашања на Гоце Михајловски за конгресот кој се најавува од иницијативниот одбор и за Димитар Апасиев. И се блокира Христијан Мицкоски. Гледате, тој има проблем како да се соочи со реалноста, да се соочи со тој проблем дека некој не го сака, дека не го сакаат
членовите на партијата, дека некои членови на партијата сака да му распишат конгрес, дека него сакаат граѓаните на Република Македонија, него гласа на изборите на 15 јули. Па затоа ги измислува нели оние флоскули да не се гласовите на Беса, тој победил на избори така натаму и така. Значи има и одличен тур на Канал 5 телевизија. Последните 5 минути му поставува 3 прашања за конгресот од партијата, вонредниот конгрес од партијата, и му постават прашања за Димитар Апасиев и тој се блокира. Не може да одговори, значи не може да се соочи со реалност. Тука јас го напаѓам Христијан Мицкоски. Тоа кој ќе биде начело на ВМРО-ДПМН? Кој ќе ја води партијата? Кој ќе биде начело на опозицијата? Тоа мене ме интересира или за тоа сум заинтересиран како за ланскиот снег. Дали ќе биде Мицкоски, дали ќе биде некој од ова мерија од коалиција, дали ќе биде некој донесен со крано надвор, тоа мене не ме интересира. Се доека работи во интерес на Република Македонија. Овој Христијан Мицкоски не работи во интерес на Република Македонија. Овој Христијан Мицкоски не може да победи на избори. Не може да изврши притисок врз Зоран Заев. И затоа јас го напаѓам овие 2 години во моите емисии, како што го напаѓам и Зоран Заев. Значи да не доаѓаме интервју со Ивица Коневски, 53 минути, останете со нас, нема да зажалите. Добро вечер, комшија, како сте? Одлично. Од каде тоа комшија? Колку стана прво имате? Во аеродром? Во аеродром? Да. Кај што живеам, еден стан. Бидејќи сите беа градоначалници, меѓутоа комшија остана за вас врзано. За вас е Стефче Кимовски. Стефче Кимовски или тој бил Марадона ко градоначалник, а за вас остана комшија. Колку стана има Ивица Коневски во општина аеродром? Во општина аеродром еден стан имам кај што живеам. Зошто тогаш тие мавети, бидејќи таква е на харанга, таква е на кампања се води кон вас, што човек ќе помисли дека имате едно 70-80 стана. Па видете, за локални избори кога беа во 2017 година, кај што изгубивте 3.500 гласа? Да, тогаш не се бираа ни средства, ни начин како да се нови остана тоа. Да се дискредитира противникот. Тој Мицкоски го посочува. Дека вие се буните, односно дугло на Мицкоски, како може вие да се буните и да барате смена на Мицкоски, сте изгубили со 3.500 гласа на изборите 2017 година? Па видете, тогаш изгубија 99% од сите градоначалници на ВМРО-ДПМН. Вклучително Коце Треновски, кој е член на секој кој што беа Владо Мисајловски, кој е подпредседател, изгуби во општина Ѓорче Петров. Тогаш имаше една многу тешка црна кампања против вас за ВМРО-ДПМН и за сите кои што ја представува од тогашно време партијата. Од тамо ли вие комшија? Од тамо ли вие таа? Па тогаш за таа црна кампања, да. Таа генерално и претходно е користена црна кампања и за претходни градоначалници во претходни изборни циклуси, меѓутоа и сега сте мери од коалиција. Беше искористена. И сега сте мери од коалиција. Максимално да се оцрни, сега да. Сте мери од коалиција. Сега се лепат исто така, продолжуваат со етикети. Кола пиете. Да. Кола, а не смеете кога мери од коалиција, треба пепси да пиете. Како ви залепија? Немавте пепси. Како ви залепи етикета мери од коалиција? Знаете, кога ви залепат етикета мери од коалиција, тие всушност сакат и бизнисот да ви го, односно бизнисот на Мјалков да му го растурат. Не само да ви направат политичка штета, туку штета и во бизнес. Бидејќи знаете, ако постојано се повтора мериот, тој што ја дава таа франшиза, ден ке речи, вие користат таа франшиза за политички. Па јас неколку пати го имам тоа кажано. Ние се боревме против СДС и не ни беше тоа толку болно затоа што едноставно тие беа различна политичка партија, се трудеа. Не сте ги нападнале СДС 3 години. Како велат во ДПМН, дека ги напаѓате Ацо Николовски, го напаѓате Христијан Мицкоски, меѓутоа за Зоран Заев предите не смеете ништо да кажете. Дека ве држи Зоран Заев во раце. Да, тоа е една приказна која што ја сака во членството да ја расшири Христијан Мицкоски, заедно со неколку негови блиски соработници. И тоа воопшто не е така. Сега ќе ви кажам зашто. Зашто сака да ја расшири, например? Зашто Христијан Мицкоски би сакал тоа да ви го расшири? Па сака да не представи пред членството како соработници на СДСМ, да. Те не се бираат зборови, знаете. Дури мислам дека ни тие односи помеѓу ВМРО и СДСМ не се толку брутални, толку крволочни, колку што се односите помеѓу двете групи кои се сега во ВМРО ДПМН. Тие едните кои се внатре, другите кои сака да го сменат Христијан Мицкоски. Слуги, Стопан Име Заев, Јаничари, тоа се збори. Се знаете ли вие лично со Мицкоски? Се знам, да. Вие бевте делегат на Конгресот во Ландова? Да. Вие гласате за Мицкоски? Гласав, точно. Вие имате, значи, обврска пред македонската јавност да го смените. Значи, вие со вашиот глас сте донеле начело на една партија еден тотално неспособен политичар. Вие имате обврска, значи, вие должите на македонската јавност да ја сперете таа љага од вашето политичко делување. Ние првенствено должиме на членството, на оние 180.000 членови, и должиме и на државата.
Без, Не знам колку без членови имате јака- се, вие немате ни направено, немате ни реевиденција направено, не се знае ни колку членови има. Кога почнавте да правите реевиденција, почна да се намалува да се топи ко снег во мај месец. Тоа е бројот на членови. намалена е ажурираноста на членството ради актуелното раководство. Инаку тие што дошле во партијата, што биле наши членови, тие секогаш ќе бидат наши членови. Шкуневски, вие всушност славевте со Мицковски во Гевгелија. Еден ден пред конгресот и после завршување на конгресот. Така и ние му дадовме максимална Во подршка. хотел Фламинго бевте вие кој се славеше со Мицковски? Не бев во хотел. Тамо е славено во хотел Фламинго. Или Казино Фламинго, како се? Јас бев таму дента вечерта во Ландо, јас бев во Принцес хотел, не воопшто не бев во Фламинго. Не знам кај беше сместен Кристијан Мицковски, меѓутоа ние му дадовме максимална подршка, тогаш тој имаше подршка да И уживаше. сега не може да го смените Мицковски. Па Трамп го смени во Америка, вие Мицковски не можете 3 години да го смените. Испаѓа дека Мицковски е Мицковски- помокен, посилен играч од Трамп во Америка. Мицковски не дека не можеме да го смениме, Мицковски едноставно имаше доволно време да видат членовите за каква личност станува збор, дали може партијата да ја носи во победи, дали може партијата да дојде на чело на државата. Мислам дека помина повеќе од 3 години, еве 4-та година, повеќе изборни циклуси, повеќе порази почнаа да се нижат, Кај може да види членството? По тој пола работи ги бойкотираше. Вклучително и конгресот на 28 ќе го бойкотира. Вие го повикувате на конгресот, како велите, на вонредниот конгрес го повикуваме председателот Мицковски да очат. И тој ги бойкотираше референдумот. Бойкотираше избори во Штипца, ќе ви се појави вас на конгрес. Тој све е спремен да бойкотира, кому нема писмена гаранција некој дадено дека ќе победи. Ние, наша обврска е да имаме прво добра намера, тоа е да го обединиме целокупното членство, да го поканиме и него како актуелен председател на партијата, да дојде таму да се обрати пред членовите. Тие се тие членови кои што го гласаа во Валандово. Како вели мала група на платеници. Тоа била мала група на платеници, тоа е првата негова изјава. Значи денте кој е распишан конгресот, односно кога иницијативниот одбор ја дава таа или тоа соопштение го дава јавноста, тој има формулација мала група на платеници кои ги манипулираат луѓето. Па тоа е значи наративот кој што го користи за комуникација во јавноста и за Колку ве за плаќаат? дискредитација. Колку на Тоа пример е плаќаат? многу невкусно и многу жалосно за еден председател Колку на на партија. пример ве плаќаат вие да видите платеници кои го руши слобода, кои го рушат Христијан Мицковски? Колку ви плаќаат на пример? Кој тоа да ни плаќа? Па не знам, некој ви плаќа Заев ли, ви плаќа Мјалков ли. На пример, мене Мјалков ми плаќал 6.000 евра месечно. Нели тоа го зборат, еве секој ден по 50 пати ме тегнуваат, ме прават, ме пустат, ме штурат. 6.000 евра ми плаќа Не, да ви месечно кажам, Сашо Мјалков. Еве, вие сте мери од коалиција. Кога ние прв пат сме се виделе, јас со вас сум се видел сега кога ве снимаме за живото и немам видено. Сашо го немам видено уживо. Мислам, пазите, такви гнасни зборови, такви хајки некои направени, мислам, вие и да сакате да им помогнете на тие луѓе, тие ве тера да бидете против нив. Не се работи за некој против некого, се работи за едноставно за преземање на активности кои што одат во насока на подобрување на состојбите во партијата. Обврска на секој кој што кога ќе види дека нешто не оди и кога пропаѓа, треба да даде се од себе да се спаси нешто. Вие се гледате кој лидер на ВМРО ДПМН? Не. Кој ќе биде, например, ако победите на конгрес на 28, кој ќе биде еден лидер на ВМРО ДПМН? Тоа ќе одлучи конгресот. Кој На конгресот ќе се расправа за лидер или ќе се расправа за отчетност ќе се на расправа стариот на лидер? прво ќе се расправа за довербата на актуелниот председател, а после тоа ќе се расправа и за лидер на нов лидер на партијата. Бидејќи имаше 6 или 7 имиња кои се вртеа во јавноста дека може да бидат нов лидер на некоја нова ВМРО после смената на Мицковски. Излезе Митко Јанчев и рече дека тој ќе биде дел на раководството. Ако допред еден месец велиш јас ќе бидам нов председател, сега има нова формулација или ќе има дел на раководството, значи дека Митко Јанчев нема да биде лидер на ВМРО ДПМН. Никола Поповски излезе дента, значи кога вие давате иницијативата, два министри вас ви се јавуваат. Поранеш излега Никола Поповски и вели конгрес како во Ландо ќе биде на 28, ќе биде во ноември. Тоа ништо добро нема да донесе, значи нема да биде ни Никола Поповски. Илија Димовски, вашите играчи на Твитер го напаѓа дека бил со вас, па пренесол информација кај Христијан Мицковски, па го направија пепел. Го направија со, значи дека не е ни Илија Димовски, Зоран Старовски не се има активирал, не се има појавен, значи може да бидете вие, може да биде Никола Тодоров. Видете, има таму услови согласно статутот кои треба да бидат исполнети за некој да биде кандидат на председател на конгрес. Прво желба треба да има, имате ли желба? Точно, треба да има желба. Имате Јас ли желба? немам, не.
Значи вие не се гледате како лидер, Не се гледам. Кој ќе биде председател? Па видите, ќе видиме. Има доста што имаат афинитети. Треба Вие ќе бидете како СФРЈ после Јосип Брз Тито. Нека има кој тамо да го наследи, тоа е како Титос. Христијан Мицкоски, вие не може да го срушите, ако го срушите ќе нема кој да го наследи, овој кој Јосип Брз Тито ќе биде. Прво делегатите треба да одлучат кој треба да биде кандидат. Има и варијанта да има колективно председателство, да се смени статутот. Ви реков јас ко СФРЈ после Тито ќе бидете вие. Да се Мицко ко Тито ќе заврши последен председател на ВМРО ќе биде. Не, Мицко нема да биде последен председател. Тој ќе биде можеби последен, прв и последен кој што бил на чело на опозиција, не дошол никогаш на власт. Тоа ќе биде Мицкоски. Може тоа да биде, инаку дека ќе биде последен, не верувам. Искрено верувам дека ВМРО ДПМН после овој вонреден конгрес ќе избере лидерство кое што ќе сврти на нова страница на партијата, една победничка и ќе врати партијата онаму каде што е местото, тоа е на чело на државата. Добро, Гонески. Веројатно правите сценарио А, сценарио Б, сценарио В или сценарио С и така натаму. Во едно сценарио победувате, во друго сценарио не победувате. Но има сценарио кое можеби најлошо победувате, а таа победа не може да се верифицира на терен. Еве, например, можеме ли да ги разиграме и да ги анализираме сите можни сценарии? Имате сценарија, имате конгрес на 28 и немате доволно број на делегати. Што тогаш? Што правите тогаш? Па, видете, јас... Тогаш, значи, изгласана доверба на актуелниот председател, еве. Немате доволно делегати. Јас мислам дека такво сценарио не може да се... Толку сте сигурни? Да. Сега се јавува човекот по делегати, слушам, врти телефони. Да. Видете, од една страна... По дејство на сок од јачмен, по дејство на сок од грозје, се јавува по делегатите. Од една страна вели дека Дестилиран сок од јачмен, нелегитимен сок од грозје. одредениот конгрес, дека на делегатите им бил истечен мандатот, и од друга страна се врши страшен притисок на делегатите, се бара од нив да не одат на конгрес, се ветува се и се што. Што например им се ето? Прво располага со многу пари очигледно. Па видете, им се ветува дека ќе се голем дел дека ќе кандидираат за градоначалници сега на локалните избори, дека Како Кина да сме со едно 2000 градоначалници. во моментов се преговара со два-тројца претеници пред крај работата да влада да се прави, така да се користат секакви манипулации. Дента кога вие излагате со иницијатива за вонреден конгрес, на насловна страна на Курир се тресе фотелјата на Зоран Заев. Готов е Зоран Заев, падна и како вие сега правите вонреден конгрес, кога Зоран Заев е паднат, всушност му помагате. Тоа е нели мотивот на приказната. Вие му помагате на Зоран Заев да се спаси. А ако вие не му помагате на Зоран Заев да се спаси, Зоран Заев е паднат. Така Курир пишува. Чим пишува Курир така, тоа мора да биде така. Курир пишува тоа што ќе му кажат Центар за комуникација. Центар за комуникација, тоа кое што е начело на Центар за комуникација е Христијан Мицковски лично. Имаше некоја варијанта, после беше демонтирана дека Ганка Самоилова Цветановска може да дојде на Центар за комуникација, односно на црниот дел, тајниот дел на Центар за комуникација, беше демонтиран од партијата, меѓутоа овие ваши ботови кои се ботови намери од коалицијата, гледам ја дробат на Твитер дека она е прав човек на Центар за... Па и некоја кореспонденција најда нејзина со... Беше објавена, да. Да. Не знам колку е тоа релевантно, меѓутоа штом излезе таа кореспонденција, има можност да има и вистина во тоа. Конески, колку пари се влезени во ВМРО ДПМН? Претпоставете, во све мора да има логика. СДСМ и ВМРО се две големи акционерски друштва, условно речено, две големи фирми, две големи предпријатија. Сега ВМРО има само 4 градоначалници, и тоа замислете да имаше 20 градоначалници, милиони ќе се вртаа во одредени фирми блиски на партијата, кои што сега се вртат во одредени фирми блиски на СДСМ. Претпоставам дека мотивот е моќта и парите. Колку пари се влезени во ВМРО? Имате ли проценка колку пари се влезени во ВМРО во мандат на Христијан Мицкоски? Немам таква проценка. Како може на партија кај што ја замрзнат имотот и ја замрзната сметката да влагат буџетски пари? Мене тоа не ми е, ве сте адвокат. Како е можно 2 милиони евра буџетски пари од избори да влезат и да легнат на сметка на фирма која што има замрзнат имот? Сметката не е замрзната. Имотот е замрзнат. Само имотот е замрзнат. Сметката не е замрзната. И вие може да забележите дека секој голем дел од оние кои што излагаат на пресконференција, тие се сите на плата таму, платени се. Платени. Добиваат плата. Своевремено ние во наше време кога бевме опозиција, работевме сите волонтерски, имавме идеја, идеологија, сега идеја нема веќе. Сега се увезуваат луѓе од други партии, се плаќаат и тие се најголеми помаровци во ВМРО. Едниот подпредседател кој се гледа како наследник на Христијан Мицкоски, во претходниот партийнички состав не беше дел на парламентот, требаше да оди амбасадор
во Брисел, Да. 75.000 плата земаше месечно од партијата. Сега слушам дека и поголем дел на луѓето, овие големи патриоти што го бранат Христијан Мицкоски, ко преторијанска гарда си добиваат. Се збори дека Се плаќа. дека се плаќа тоа што е институција, нели, така го нарекоа институт на Патриотскиот институт. Се збори дека и председател на тој институт исто така е на плата таму во партија. Во институтија тоа мора да се плаќа таму се величини. Сакам да кажам дека таму се луѓе со авторитет во мислам јавноста. дека во партијата се изгуби таа идеологија, се изгуби, да кажам, верба во една институција која што ја гледавме како перспектива пред се на државата. И се повеќе гравитираат се повеќе луѓе кои што Канта тропа партија станавте. гледаат со одличен интерес. Канта тропа партија станавте, која не може да победи на избори. Не само што не може да победи на избори, не учествува на избори. Најавивте дека Македонија се брани во Штип, ја се уште ве сметам ко дел на ВМРО, без разлика што ве сметат за платеник, што ве сметат нели за слуга на Заев, Стопан Мирзаев, јас ви се обраќам како некој што е во ВМРО. Членството така не ме смета, тоа сум сигурен. Штип да не учествувате. Ново село е страснато со Штип. Ванчо Михајлов, Тодор, џабе им се тие слики у партијата кои не учествуваат на избори, у Штип. Приказната беше дека не учествуваат на избори заради пандемијата. Кристијан не учествуваше на избори затоа што знаеше дека конгресот го спремаме. Ние требаше овој конгрес да го организираме уште пред локалните избори во Штип. Меѓутоа ги закажа локалните избори некаде, мислам дека декември беа. Некаде 11 декември или 13 декември. Иначе планирано беше у декември да биде организиран конгресот. Заради локалните избори во Штип, ние го откажавме во тој период конгресот и му дадовме шанса на него да оди на тие избори. Да оди партија, да не направиме штета на партијата во Штип беше проблемот. Меѓутоа, мислам дека по сондажата која што беше направена и по она што анкетите кои што беа презентирани, Кристијан се исплаши дека ќе изгуби на тие избори, дополнително ќе се, да кажам, отвори прашањето големеше желбата на смена. многу делегати за негова смена, така да и тоа сакаше го спречи од тие причини, он не отиде на... Значи, вие сметате дека сценарио А не е веројатно, а сценарио А е вие да не успеете да донесете делегати толку колку што е потребно во наредниот конгрес на 28. Делегатите се обезбедени, оного колку што се Како потребни. ги имате обезбедено делегатите? Па неколку месеца ние работиме со тие делегати. Тоа се членови на нашата партија. Така мислеше и Лјупчо Георгиевски дека ги има обезбедено членовите на извршното и на централното и му беа купени после. Но оние што беа легендарни седници во Панорама, све во хотели вас ви се легендарните седници политички разврски. Овие луѓе што беа делегати кога го бираа него во Голандово во 2017 година. Овие платеници што го избраа него, кои се сега платеници. А тие се најчесто бивши пратеници, председатели на општински комитети кои што партијата носеле во победи 10 години назад. Така да он сите тие луѓе на некој начин добро ве навредува. Се обиде да ги не само што ги дискредитираше, него се обиде да ги дистанцира од партијата. Тие се 99% не се активни, од тие делегати не се воопшто активни во партијата. А тие беа, да кажам, извор на победите во изминативе неколку години. Добро, Конески. Тие делегати имаат или немаат мандат? Бидејќи нели едно од прашањата кое ќе се отвори после 28 март, дали тие делегати им е истечен мандатот или имаат се уште мандат? Бидејќи Мицкоски прв пат го спомна конгресот во Куманово, ако ја гледа тоа на негова изјава што ја даде. Он не го спомна само во Ландовскиот конгрес, туку го спомна и Кумановскиот конгрес, кај Никола Грицки последен пат е избран за председател на партијата. Затоа што се тие истите делегати. Од кога им е мандатот? Од 2015 им почна мандатот. Меѓутоа се направи нов конгрес во 2017 каде што тој беше избран за Тој го водите како вонреден или како редовен конгрес? Тој е последен конгрес. Не е битно дали е вонреден или редовен. Тој е последен конгрес. Што тоа значи? Кога се прави, тоа значи вака, кога се прави редовен конгрес, тој се прави 4 години после последниот конгрес. Делегатите што се после 4 години, кога се прави новиот конгрес, се бираат нови делегати. Ако се прави вонреден конгрес, тогаш во наредниот конгрес делегати се старите делегати од последниот конгрес. Последен конгрес беше во Ландово. Да расчисти. Кумановскиот конгрес е 2015. Да. Овие делегати кои го бират него 2017 и тие делегати кои го бират 2015 се исти делегати или има промени? Исти, има плюс некои делегати. Но направени се некои измени. Некои измени се направени, меѓутоа 90% од делегатите се тие.
Можно ли е делегати да имат, ако се од 2015 сега 2021, тоа е 6 години. Да. Мандат на делегати трае 4 години. Па истите се бираат од 2017 година. Значи- И дел и нови има. Значи, вие сметате дека 2017 година новите делегати им е продолжен мандатот? А нормално. Нормално. Што ќе речи дека до декември 2021 година овие делегати се со мандат, дури... Додека не се закаже нов редовен конгрес, тоа е 2021 редовниот конгрес оваа година, 4 години после последниот конгрес, се додека не биде редовниот конгрес, сите делегати од претходниот конгрес се валидни. Се извинувам. Ако он има конгрес во ноември, или Добро. 26 и 27 ноември го закажав, 2 дена конгресот. Ако има редовен конгрес ноември 2021 година, а овие делегати велите им почна мандатот од декември 2017 година, Да. и им трае 4 години, тоа значи иако вие не успеете на конгресот на 28 март и на тој ноемврски конгрес ќе се оди со старите делегати, со овие делегати? Не. Нови делегати. Ќе се има нови делегати Да. тогаш. И третата варијанта е да успеете и да влезете у судска разврска. Да. Без сценарио, најлошо веројатно сценарио. Па не би рекол дека ќе биде без сценарио. Видете, за мене состојбата е многу чисто правен аспект. Во ниеден статут, ниту па ниеден закон, све до точки и запрека не е пропишан до крај. Да, вие гледав на ТВ21, Да. кај велите дека највисок орган е Конгресот. Точно. Меѓутоа сите статутарни измени што се правени, поврзани со Конгресот, Оливер Андонов, Да. поранешниот министар за полиција, додуше 24 часа, 24 часа, меѓутоа еднаш министар, цел живот министар, нели два министри се јавија дента кога вие распишавте иницијатива за вонреден конгрес, тоа е Никола Поповски кој рече дека каков и конгрес да се организира кој ќе личи на Валандовскиот нема да биде успешен, тоа Никола Поповски го кажува. Фала Богу го уклучи мобилниот телефон пошто он не преспа. Овој период го преспа 4 години со исклучен мобилен телефон и се јави Оливер Андонов кој рече дека двете групи работат за Зоран Заев, дека работи и Мицковски за Зоран Заев, дека работи и Мери од коалицијата за Зоран Заев. Тоа беше првата теза на Оливер Андонов. Видете, не ми беше јасна тезата на Оливер Андонов. Јас знам дека он е исто за промена на актуелното раководство. Единствен начин за промена е вонредниот конгрес. Друга промена не постои и друг начин за промена не постои. Конески, овој нема да се мрдне од фотелијата. Ние сме Што свесни и за вие тоа. да направите? Значи, што и да направите? Овој човек нема да излезе надвор од фотелијата. Ние мислиме дека Доналд Трамп ќе треба со обезбедување да се вади. Овој ќе биде бетер од Доналд Трамп. Доналд Трамп барем на крај призна дека може би изгубил. Овој нема да признае дека има изгубено Ако по смета жива дека глава. ако смета он дека е нелегитимен конгресот, како што вие велите, иако јас знам дека тој знае дека конгресот е легитимен. Зашто тогаш се врши притисок на делегатите? И добро, еве на конгрес, Зашто се собираат градоначалниците кои што на конгрес ќе му изгласате недоверба. И тој тоа нема да го признае. Панчо Тошковски на статутарна комисија, може би Тони Менкиовски на правна комисија. Видете, Тоа ќе го обжалат на суд. ние присуството на делегатите, одлуките со подпис на делегатите ги доставуваме у суд. Судот носи решение и го спроведе у Централен регистар. И сад идниот председател Да. ќе биде судски избран председател. Не, тој ќе биде избран од делегатите. Меѓутоа тоа ќе биде верифицирано во Вите, Во- Конески. Гледате која замка влагате. И да успеете и да не успеете. Добро. Значи и да успеете и да не успеете. Бидејќи се да сама наметна една етикета дека вие сте сваровски судство, односно дека судството во време на ВМРО ДПМН било сваровски судство. Сега Мицковски ВМРО ДПМН наметна етикета дека ова е кацарско судство, дека е Вилма Русковско судство и така натаму. И ако дојдеме во една разврска, кај што судот ќе треба да одлучи е легитимен или не е легитимен конгресот, тогаш и изборот на председател, дали ќе биде Мицковски или некој друг, ќе го бира кацарска и Вилма Русковска судството. Значи, гледате, ме сваќате што сакам да ви кажам, вие ќе влезете во еден таков проблем, кај што нема да го признава тој председател. Што и да се случи, никој. Двете страни нема да го признаат заедно председател. Одлуките кои што ќе ги донесе делегатите на модерниот конгрес се конечни. Ако има некоја забелешка по однос на тие одлуки, тогаш може да се поднесе жалба. Значи, ние не сме тие кои што ќе поведат судска Добро, вие постапка. ќе победите, ќе поведи судска постапка, ќе Судска поведи постапка може само Мицковски да поднесе. и тога Заев ќе одлучува на кој ќе ја дај својата доверба. Па јас На искрено Мери од верувам. коалиција или на Мицковски коалиција?
Тоа Заев ќе одлучи. А ако судството на Заев... Не мислам дека Заев ќе одлучува, мислам дека судот ќе се одлучи согласно законот, согласно статутот. Заев контролира све од државата. Или цело Ја судство контролира. Ја верувам дека многу суди, пошто работам тоа, верувам дека доста суди има кои што се објективни и кои што не потпаѓаат на притисок. Идниот председател ќе биде со таква фелерична мана, у старт да биде избран од кацарска судство, например, гледате. И тој иден председател, дали ке Мицкоски или ке некој друг, ќе треба да истрча на локални избори. Кој да изгуби? Не може да кажете за сите суди дека се под палката на владата. Вие гледате што при ВМРО да помане. По 17 пресконференција на ден, кацарска судство. Тоа исто како да кажете во ВМРО никој не е добар или во СДС никој не е добар. Значи не може да се генерализираат работите. Има луѓе кои што се фалете ги вие СДС. Океј. Фалете ги вие СДС. Секоја политичка партија. После ќе ви залепате текете дека мире од коалицијата Стопан и Зоран Заев, дека сте како ви нарекуваат дека се општинска организација на СДС мери од коалиција, така ве нарекуваат, нели? Жалосно е што таков наратив се користи за луѓе кои што, да кажам, до вчера заедно работеле со вас. Мислам дека ние не треба да си дозволиме на тоа ниво да падне нашата комуникација, затоа што на крај крајава секоја позиција е менлива. Треба луѓе да остане. Чувствувате ли грижа на совест? Вие донесовте на чело на партијата еден човек кој времето покажа, сега веќе не треба да гледаме на графчиња, сега веќе не е јасно што се случува. На чело на партијата носите човек кој може би да е екстра интелигентен човек, меѓутоа за политика врска нема. Овој човек не може да победи на избори. Ви имате обврска и према членството, но имате и лична обврска. Таа грешка што направивте 2017 година да исправите, посебно Сашо Мјалков. Сашо Мјалков го донесе. Сашо Мјалков треба да го симне и да го трни. И да не размислува да се бави за политика со дека не се исправи таа грешка. Што Мицкоски не ви паднат вас од небо, со кране донесен и ставено Сашо Мјалков на конгресот во Ландо. И тоа вие треба да го признаете, да им се извините на членовите што дозволивте таква личност да дојде на чело на партијата. Тоа ви е, како да ви кажам, тоа ви е траен жик што ќе ви остани. Јас кажав, он беше нов, да кажам, во ВМРО. Прв пат се појави во 2015 година. Ја не треба да гледам некој за новинарство, 3 дена ми е доволно да го гледам или 3 сати да го гледам, да знам дали го бива или не го бива за новинарство. Овој не го бива за политика. Факт е дека се направи грешка и лоша проценка се направи. Признаете, извините се најавноста за таа лоша проценка, вие направите грешка. Значи донесовте човек на партија кој не само што не победи на избори, туку вие разнебити партијата. Така е. Вие разнебити партијата. Не само скара едни со други, него многу ја влоши општата состојба на политичка сцена. Интриги, напади. Избркавте секој што малку размислува различно од него, вие го избркавте, односно партијата го избрка. Не само што ги избрка, него не партијата, не го избрка партијата, ги избрка Кристијан Мицкоски. Немојте да го поистоветувате со партијата. Партијата има 5 пати поисок рейтинг од него. Он има 70% негативен рейтинг помеѓу граѓаните на сите анкети. Мене сум ги гледал анкетите. Никем да им ги презентирам на гледачите. Затоа не би сакал него да го поистоветувате со партијата, он е у партијата, веруете, од 2015 година. Со 70% негативен рейтинг. Да сме ние Америка. Значи да сме ние Америка. Кога некој политичар има 70%, овој има 70% негативен рейтинг. Над 70%. Знам, ги имам гледано. Најголем негативен рейтинг имал 2013 година, мислам 2012-2013 Бранко Црвенковски. 64% му бил негативниот рейтинг, од прилика 63 или 64%. Ги изгуби. Тој како политичар имал најголем негативен рейтинг во тој период, зборам. Залезна кариерата која беше политичка. Моментално овој го има надминато него, а никогаш не бил ни на власт. Значи не дошол на власт. Не дошол на власт. Не носел одлуки, не бркал луѓе, не правил. 70% има негативен рейтинг. Тоа е катастрофа и секој оној кој што малку се бавил со политика треба да знае дека овој човек нема ни теоретски шанси некогаш да дојде на чело на државата. Којски? Знаете, ако ние бевме Америка сега, што ќе се случеше? Демократска или републиканска партија, ќе се собереше бордот на партијата или најмокните луѓе во партијата. И ќе види дека председателот или кандидатот за председател има негативен рейтинг над 70%. Ќе му купи една куќа на Флорида, ќе го стави во 2 или 3 управни одбори. Ако уште можеше една или две швалерки ќе му најде, ќе му остави книга да напиши и ќе осменеа. Бидејќи партија која не може да победи на избори со човек кој ја води, таа партија има внатрешен механизам како да се справи и да излезе од тие проблеми.
Овде во ВМРО-ДПМН не можете да се справите со овој човек. Ово има со тенкови да ја брани Белата палата. Видете, ќе биде сменет, верувате. До крајот на март ќе биде сменет, за тоа сум убеден. Убеден сум дека ќе биде сменет. Добро, на Конгрес ќе биде. Да. И што понатаму? Ќе влезете у судски процес. Колку ќе трае тој судски процес? процес? Тоа не зависи дали ќе влеземе у судски. Колку тоа е мислам кратка постапка, нема повеќе од месец дена да трае. Можно ли да се случи судот да одлучи во ваша корист и да има два печати? Не може да се случи. Печатот е еден, жиросметката е една. Како ќе го избркате зградата? Пари има, сметки има, све има таму. Сам ќе си оди. Тој може САО крајина да направи. Ковие србите балван револуција што правеа во Хрватска и во Босна и Херцеговина, да огради тука да направи некој бетонски зид и да се брани Белата палата Христо Татарчев. Што сака да прави до 28 март. После тоа неговото лидерство завршува во партијата. Сега излага Николовски, вели уште два пратеника ни фали. Знаете, ако им фали уште два пратеника, зашо барат предвремени избори? После се сетија дека тропале, дека барали предвремени избори, имат уште два пратеника за да направат нова влада, па сега го менува наративот и вели и нова влада ќе направиме и на предвремени избори ќе одиме. А после Курир пишува, ако не се овие што му прават обструкции, готов е Зоран Заев и се вие нели одработувате за Зоран Заев. И непресушен извор на лаги е тој систем. Не сакам да ги коментирам тие лаги, најмногу тие работи ги препознава нашето членство, ги препознаваат и граѓаните и врз база и на тоа е таква, да кажам, таков рейтингот на лидерот на партијата. За жал. Ја дури мислам дека он бодел на Конгрес, е бодел на избори, ако на Конгрес е татко му председател на таа избирачка комисија, а на избори да биде неговата сопруга. Имам само такви избори, веро. Гледате, спремен е да не се појави никаде. Тоа е психолошка состојба. Го гледав пред 2 недели интервјуто на Канал 5 телевизија. Значи не сум го коментирал. Кај што Христијан Мицковски е одличен на тоа интервју со колегата Гоце Михајловски. Интервјуто трае некаде 60 минути, 55 минути Христијан Мицковски е одличен, доминантен во интервјуто, одговара, значи не е зацрвенет, не е испотен, значи има тотална контрола на интервјуто. Денаш доаѓаат последните 5 минути кај што колегата Гоце Михајловски му поставува прашање што вие ќе кажете за Конгресот, најава дека ќе има Конгрес и човекот се блокира. Второто прашање за Пасиев. Има ментална блокада последните 5 минути на прашањето за Конгрес и прашањето за Димитар Пасиев. Вие сваќате дека тој човек има проблеми да се соочи со реалноста, дека некои делегати него му бараат отчетен Конгрес, дека Пасиев има поголем рейтинг на анкетите од него ко лидер на опозиција. Значи има ментална блокада да се соочи со реалноста. Ви имате проблем со човек кој тешко се соочува со реалноста. Не би сакал ја да анализирам неговата ментална состојба. Не, само ви го анализираме интервјуто. Психијатар и мислам дека најмногу она што ми смета е наративот и навредите кои што ги упатува кон сопартиците кои што едноставно бараат одговорност и вонреден конгрес, кој што ниту еден лош збор не кажа за него, а има многу што да се каже за него. Има ли е во кој што него навредија, ниту го направија, ниту го презентира пред граѓаните како некој криминоген лик, иако позади него може милион работи да се кажат. Сега му вадите одредени афери, колку што можам да видам, ова ваша Твитер групација. Па видете сега. Ова ваша Твитер групација му вади афери за одредени хотели во Берово, одредени хотели во Бугарија. Па ќе кажам, одредени бизниси со бизнис партнери, мали хидроцентрали. Од нас никој суми презиме, како бивши функционери во партијата. Се криете за лажни профили, може. Друго само да кажам, никој лично не излезе и не го навреди него. Никој. Иако заслужува и како да биде навредуван со сето она што го прави изминатиот период. Бесрамно ги навредува луѓето кои што до вчера седел со нив на маса, тоа е Сега има нова анкета која се прави. Интересно на таа анкета не е името на Мицковски. Анкета која, ајде да не речеме дека ја плаќа ВМРО-ДПМН, не ја плаќаат структури блиски на опозицијата, еве така да дефинираме. И на таа анкета се 3 имиња. Гордана Селјановска, Владо Мисајловски, кој е потпредседател во партијата, поранеше нели кандидат за градоначалник на општина Ѓорче Петров и Александар Николовски. Можно ли е, како велат луѓето, ко тргат на Мадрид, тргат со 4 дивизии, со 4 одреди, а 5-тата дивизија ги чека натреба Мадрид. Имате ли соработници во Белата палата и може ли да правите пактови со одредени структури кои се сега во Белата палата да го срушите Христијан Мицковски? Во рамките на партијата има многу луѓе кои што се наши истомисленици, кои што може да се каже половина од луѓето кои што идат таму,
верува дека Кристијан Мицковски е завршена приказна во партијата. Со кого комуницира тој таму? Па со многу луѓе комуницира. Тоа со акламација. Дента, ако кажавте дека ќе имате иницијатива за модерен конгрес, имаше седница на Централниот комитет. Со акламација беше поддржани Христијан Мицковски, со акламација беше поддржана иницијативата тие да имаат. Па така функционира, тие да имаат конгрес во ноември. Така функционираат кај нас работите во партија. Централниот комитет се луѓето кои што ги поставува тој преку со одлука на извршен и претежно се луѓе кои што се блиски до него и до потпредседателите на партијата. Ја мислам дека идејата нивна е на тие неколку 5-6 луѓе да организираат редовен конгрес во ноември на кој што би поставиле некој човек во рамките на неговото блиско окружување. Мислам дека ни после локални, мислам дека не постои варијанта на он да биде. Постои уште полоша варијанта Александар Николовски да биде. Значи полоша варијанта од Христијан Мицковски да биде. Тука мртва трка не се знае која е полоша варијанта од нив двајца. И тука и Антонио Милошевски, за кој што е изминатите неколку дена слушаме дека има пресуди во странство. Ја не сум знал. Како е ситно? Не е нешто крупно, ситно. Тоа едното е за кражба, осудуван и за не знам другото за фалсификат на документи. Тоа е да кажам, тие се тие структури кои што водат партијата и тие се тие структури кои што сега не обвинуваат нас за дека сме биле, да кажеме, како вика Александар Николовски на емисијата 360 на Алсатем телевизија. Тоа не е крупна сума. Ситно е нешто таму, некоја марка. А Петар Богоевски, кај вас не е Петар Богоевски? Не. Од реформа, не е кај вас од реформаторите? Реформаторите беа со Христијан Мицковски. Дали како дојде Христијан Мицковски ги зема ги инкорпорираше во партијата. Беше член извршен. Иначе тие беа против нас реформатори. Богданов беше член извршен, ако не се лажам. Член извршен и заменик на секретарот на партијата беше Петар Богоевски. А му ветуваше на Александар Михайловски ќе биде потпредседател. Тоа не знам. Да, му ветуваше, но 3 години ќе биде потпредседател. Така да Сител телевизија блиска на ВМРО ДПМН излезе со информација после последното, после изборите кај што победи Христијан Мицковски, да не беа гласовите на БЕСА, дека Александар Михайловски ќе биде член извршен, а можно и потпредседател. Некој ги имаше брифирано колегите од Сител телевизија. Видете, он ги собра тогаш реформаторите. Идејата неверојатно му било да ја обедини партијата. Меѓутоа собра луѓе што се од други партии, од СДС, Гордана Силјановска, Сафет Бишевац, од Народна собра многу луѓе, од Љубе Бошковски, од обединети, меѓутоа сите што беа ВМРО кои што носеа победом ги дистанцираше. Да. Таа партија не личи се на ВМРО ДПМН. И го спомнав Петар Богоевски, пошто Петар Богоевски вели во контекст на тоа што го збориме за Антонио Милошевски, односно поставува дилема дали после тие пресуди за ситна кражба, како што вели Александар Николовски за фалсификат на документи, можно Антонио Милошевски да биде врбуван од Штази, тоа нели таа дилема е поставува на Facebook Петар Богоевски. Кој бил дел на раководството на ВМРО ДПМН, заменик на Игор Јанушев. Видете, беше Петре Богоевски. Ги знаат внатре работите. Партијата има луѓе сега што, да кажам, долги години се на политичка сцена од своето детство, да кажам. Како заборавија да победуваат? Па до ден денешен, на нив им е добро. Видете, они и да кога губат е добро за нив, затоа што си се сместуваат на платен список, секој е во парламент, се вдомува и они се секој ден на телевизија. Меѓутоа, факт е дека Ацо Николовски е задолжен за маđarските пари. И ако ја гледате на снимка кај што се Христијан Мицковски, министер за надворешни работи на Унгарија, Александар Николовски и Виктор Орбан му се обраќа на Александар Николовски, значи не се обраќа на Христијан Мицковски. Задолжен за парите е Александар Николовски. Пред Виктор Орбан, мислам секој што се разбира од тоа, пред Виктор Орбан стојат документи кај што се гледа колку пари се внесени во Македонија, преку 7-8 милиона евра. Погрешно ме цитира, не реков 9, преку 7-8 милиона евра се влезени во медиуми, во партии и така натаму и така натаму. Офицер за врска Александар Николовски. Раците во медот му се на Александар Николовски. Видете, и колку државата влагаат годишно врз база на Тие се богати луѓе. Законот, колку средства влегуваат во партијата? 2 милиони евра влегува сега во декември. И ако влагаат и 7, тоаш колку е вкупната сума? 7 влегува за 2,5 години. Мој проценки сега. Значи отприлика околу преку 10 милиона се влезени. И како мислите вие Христијан Мицковски да така лесно да ја пушти партијата и да не новинува? Ја не мислам. Јас ви се чудам како вие мислите. Ние не мислиме, наше е да дадеме се од себе, да се избориме таа партија да се трне од рацете на овие, да кажам, луѓе кои што
гледаат како да се ги задоволат само своите финансиски апетити и да дојде во рацете на членството. Добро, сте го прашали ли Сашо Мелков? Јас немам прилика да го прашам Сашо Мелков. Немам комуникација. Кратко еднаш протоколарно сме се виделе пред 3 години или 4 години, значи немам комуникација. Но ако би имал комуникација, би го прашал. Како го избра Христијан Мицкоски? Која беше причината? Има заеднички бизниси во Белград. Тие муабети за фирма за продажба на струја е заедничка. Како го одбира Христијан Мицкоски од целат тој спектар што ме на располагање, го одбира Христијан Мицкоски? Не би сакал сега во име негово да добро, прашете го, прашете го последно, ми се го прашате. Да имате прилика некош така да го прашате. Ја му барам интервју. Ја му барам интервју. Дај Боже некош да даде интервју. Еве преку вас велам, прашете го Мјалков дали ќе прифати интервју, бидејќи нели јас сум на дневна линија. Му го водам Facebook профилот, телевизија ќе ми направи 6000 евра месечно нели ми дава на рака, така се дава 6000 евра нели месечно на рака, а ја немам комуникација, па затоа ве замолам, прашете го како го избра Христијан Мицкоски да биде лидер на бити ние на Груевски можеме да му најдеме милион мани. Тој е најуспешен председател во историјата на ВМРО ДПМН, 11 победи. Така. И после Никола Груевски вие го носите Христијан Мицкоски, која е таа цивилизацијска? Кој е тоа цивилизацијско девастирање? Мислам дека добро изломи Христијан Мицкоски, презентирајќи се пред тогашното раководство. Мислам дека заедно го избраат тогаш целото раководство одлучи Христијан Мицкоски да биде. Зашто одлучија така, како одлучија, се надам дека имате прилика да ги прашате. Меѓутоа ние како членство, како луѓе кои што бевме во раководството на партијата, да кажам, јас не бев тогаш во раководството во извршниот, меѓутоа бев член на централен, бев председател на градската организација, на градскиот комитет и верував во проценката на... Ма вие сте у политика долго време. Вие бевте конкурент на Александар Николовски во младина на ВМРО ДПМН. Вие сакавте, затоа и велите дека единствено полошо решение од Христијан Мицкоски и Александар Николовски. Тоа што дома се бевме заедно работеле. Тоа што е интересно, господин Коневски, дека целата оваа структура на Христијан Мицкоски од ВМРО-НП или партијата на Лјупчо Григевски, Александар Николовски има избркано од младина на ВМРО ДПМН. И таа структура која се враќа преку Христијан Мицкоски во ВМРО ДПМН сега треба да коабитира или да коалицира во врвот на партијата со Александар Николовски. Александар Николовски па и таму има заеднички интерес во моментот и гледате дека освен парите друг заеднички интерес не гледате. Па тоа е клучниот интерес и они добро функционираат. Гледате Александар Николовски и Христијан Мицкоски добро функционираат. 3 месеци го бараме Николовски за интервју. Еви сега со Николовски се појавивте меѓу време на сите можни телевизии. Сте гостували еднаш во емисијата во Центар. Знам дека имате многу медиуми кај што може да гостувате. Повелете тука да кажете нешто, да објасните на јавноста. Не одговара. На сите можни пораки ми одговара, на прашање за интервју не одговара Александар Николовски. Александар Николовски е интересен лик, интелигентен дечко пред се. Мораме тоа да го Тој е Радмила Шекеринска во ВМРО ДПМН. Меѓутоа, видите, потценет човек во ВМРО ДПМН од луѓето што не се внатре. Сите интриги. Дали тој како лик некогаш би победил по вас на непосредни избори? Да се кандидира да градоначелник да земат кај што живее во Охрид. Па тој не беше носител ни во 5-та изборна единица сега. Како вика Петр Богоевски, Никола Груевски велел, ако го ставиме Александар Николовски, одма 3 пратеника помалку јаме, таму кај што го познаваат. Кој вели тоа? Петар Богоевски во емисијата во Центар. Го цитирам само. Доста ликови има такви што се на грбот. Меѓутоа Груевски му верува. Го прати во Брисел амбасадор, па ова власт нели го спречи тој процес и координатор за унгарските пари сега е Александар Николовски. Што значи дека Груевски има доверба во него. А дури гледате тоа е умешноста на него, на Александар. Знае добро да се позиционира и тоа го држи политиката. Инаку мислам дека на партијата нема никаква додадена вредност. Едноставно на терет на партијата. Дури не крие дека се гледа како лидер. Би застанали ли вие зад Александар Николовски кој мери од коалиција на пример? Видете. Не можам да застанам позади некој кој што не верувам. И јас него многу добро го познам. Бидејќи Мицкоски. Мислам дека он би бил тука решение со Христијан Мицкоски, мртва трка кој би бил не се знае кој би бил полошо решение од нив двајца. Бидејќи Мицкоски беше шпицен кандидат за премиер и не носеше дури од овие избори тој избега. Не беше носител на листен ни една од првите 6 изборни единици. Александар може да биде у политика. Александар Николовски беше го бива за некои работи за меѓународни односи, за така да меѓутоа за лидер не.
Мислам дека ќе биде многу лошо решение. Компактен ли е врвот на ВМРО ДПМН сега, со овие подпредседатели, со Христијан Мицкоски? Дали тамо е компактна, дали тамо е бетон ситуацијата или може да најде некој пукнатина? Меѓу подпредседателите и него? Да. Мислам дека е компактна меѓу нив. Состојбата затоа што Зошто го напаѓавте? Они си ги гледаат своите позиции. Илија Димовски, зошто го напаѓавте? Имавте комуникација со Илија Димовски? Не. Вашите овие ботови или профили на Твитер го напаѓа дека СМС пораката која му се испраќа на Христијан Мицкоски од она ваша пред 2 недели, ако не се лажам, беше средба во хотел Мериот, кај што имате 40 луѓе присутни на средбата и носите одлука дека ќе правите вонреден конгрес. Дека таа информација наводно според овие ваши Твитер ботови Илија Димовски во СМС порака ме праќа на Христијан Мицкоски. Има некоја таква информација, колку е тоа точно не знам. Што ќе биде на 28? 28 ќе му се изгласа недоверба на. Ако му се изгласа доверба. Ако делегатите го бойкотираат вонредниот конгрес, што тогаш? Како да го бойкотираат? Па да не се појават, вие сте научавте више 3 или 4 години све да бойкотирате, па може и конгрес ќе бойкотирате. Уште тоа не сте бойкотирале кога мора да помане. Не верувам дека тоа ќе се случи. Се работи за луѓе кои што Колку делегати имате на располагање? Па имаме повеќе од 2/3 од делегатите. Тоа за конгресот да носи легитимни одлуки. Имате на нотар носено да заверува да прават или на збор им верувате? Све што треба. Све што треба. Не треба на збор, не веруваме на збор. Некој меница и земавте, нели така вере дека стане пратеник некој меници требал да достави во време на Никола Груевски, а во време на Лјупчо Ѓорѓевски се плаќаше 2000 марки ако не се лажам. Тоа што требаше. Некој од овие на патриотски институти така натаму се плаќале по 2000 таму марки во време на Лјупчо Ѓорѓевски станувале или биле ставани на листа за пратеници. Овие што ќе ви гласат на конгрес некоја меница ќе остават за храбри луѓе кои што и покрај притисоците кои што се прават, јавната да кажам нивна деградација од страна Читав една жена, Каркалашева. Да, читав. Ќе читате многу во наредниот период. Ја читав. Ова што е Дамчевска се каже така? Да. Имаше една приказна дека кога е првата иницијатива Во август месец, дека не е изјавува некој од Будимпешта, од Унгарија и се заканува да не биде дел на иницијативата. Не верувам. Точна ли е таа информација? Ќе се замисли ли некој од Будимпешта у разврската партијата или во моментот е под страв од настаните за 27 април 2017 година? Дали очекувате, бидејќи тие делегати го избера него на конгресот во Куманово. Тој имаше влијание врз тие делегати на конгресот во Ландо. Се уште веројатно од живот како икона, како човек кој победи 11 пати на избори, дали некој од Будимпешта може да сврти телефон и да има влијание на конгресот? Мислам дека нема да се меша почесен председател. Моје мислење е тако. Ќе видиме понатаму како ќе се одвијаат работите. Сепак има повеќе од 40 дена до одржување на водредниот конгрес. Да, јас сум оптимист. Ово од Никола Поповски, од Оливер Андонов. Да. Овие нивни написи, кај што Оливер Андонов вели тие се платеници едните и другите, односно одработот едните и другите за Зоран Заев, дека таква лоша крв ќе биде пуштена помеѓу членството, членство кое е за Христијан Мицкоски или за актуелното раководство и членство кое е за вас или за вонреден конгрес, што нема да биде можно тие рани кои ќе се направат кај членството толку брзо да зараснат, дека партијата ќе биде канта, тропа или спотер партија на следните локални избори за Зоран Заев. Моето мислење е дека и Оливер Андонов и Никола Поповски ќе бидат дел од луѓето кои што ќе ги направат промените во ВМРО ДПМН. Добро, кој не се учествуваат. Никола Поповски има едно, да кажам, еден добар концепт кој што е, да сега сама прави конгрес 7 дена пред вонредниот конгрес, што мене лично ми се допаѓа, тоа е да гласа секој член. За да се случи такво нешто, потребно е првенствено да се смени Христијан Мицкоски, да се смени статутот после тоа и да се дозволи на членовите на идниот лидер да го бираат. А сте размислували ли за една варијанта? Еве, например, Оливер Андонов беше министар за внатрешни работи еден ден, 24 часа. Бидејќи вас ви треба едно преодно решение да оставите Оливер Андонов 24 часа да биде лидер на партијата и после на конгрес на 29 да изберете нов лидер. Не знам дали статутот тако нешто. Сигурно ќе дозволи ќе прилагодите статутот. Ко бил еден ден министар за внатрешни работи, ставите го да биде еден ден лидер на партија, па после сиви ќе има кој Лјупчо Зиков. Тој дојде еден месец пред поразот на Владо Бучковски, директор на македонска телевизија, но тоа му стои во CV, сега. Но Оливер Андонов може да му стои во CV. Секој што има афинитети да биде иден лидер на ВМРО ДПМН,
треба согласно статутот да обезбеди минимум 30 делегати поддршка и од или од некој општински Да, комитет. Мицкоски обезбеди. Го донесовте со кран. Да, добро, меѓутоа се потпишаа Луѓето кои сега Стопан Мезаев го донесоа со кран во Валандо и го направија лидер. Го знае него општинските комитети. Ги изгуби изборите во Скопје катастрофално. Да. Беше носител на листа за град Скопје. Тој Губи ке него. За мене знае да каже Губи ке негово избирачко место. За мене знае да каже дека сум изгубил во аеродром. Меѓутоа нигде не споменува дека тој како носител на листа во Скопје изгуби повеќе од 80.000 гласа разлика. И Значи вие малци изгубивте. Па, За да бидете лидер на ВМРО сте требале поише воопшто не редом да изгубите. Сега ме кажам Или барем подпредседател како Владо не би сакал Мисајловски. него да го видам Или член извршен за колку таа се треба. 2017 година, сепак мислам дека преголема беше пропагандата, се случија настаните на 27-ми, кој што негативно се одрази 100.000 гласа вие изгубивте сигурно. многу на 27. нашата партија и мислам дека тоа бе причините за поразот во 90% од општините во Скопје, во Македонија. Ние реално имавме многу добри градоначалници. Имавме добри градоначалници. И Коце многу добро го работеше. Скопје, градот Скопје како градоначалник. Во Прилеп градоначалникот беше многу добар. Исто Маријан Ристевски добро функционираше. Во Штип Илчо Захарија беше едно од Ќе биде ли најдобрите. Захариев со вас? Тој го одби Мицкоски да биде кандидат за градоначалник на изборите локални во Штип во декември сега минатата година. Ќе биде ли Захариев со вас? Јас мислам дека 90% и повеќе од 90% од оние делегати кои што беа во Валандо каде што го гласа Христијан Мицкоски ќе бидат дел од конгресот на 28 март во Скопје кој што ќе биде. Не би сакал се со имиња со поединци. Или мислите ќе победите? Да. Ќе победите на тој конгрес. Ја мислам не дека ние ќе победиме на тој конгрес, ќе биде сменет Мицкоски. А ќе победи партијата. Ќе се ослободи партијата Значи, од човек кој што ја влече во Значи 40 дена да ги побора Мицкоски Николовски некој да прифати интервју, значи. После 28 вие ќе ги смените. Па после може тоа ќе прифатат. Нема интервју. многу време, значи нема многу време за да можам да ги уведам. Комшија, фала за интервјуто. Се журам Коневски, фала за интервјуто. Колку стана имате воопште наредом? Може ли да кажете? Знаете ли кои се ви се киражи таму кај што може Кирија да собират? Мислам дека еднаш ви одговорив колку имам. Ви водат многу црна кампања Знам. на крај на интервјуто. Иако ве пресирав цело време, Да. го држав по тензија, на крај на интервјуто сам да кажам. Ја живеам во општина Аеродром. Ова е убава општина. Ова беше одлична општина. Да. МЗТ беше ракометниот клуб Вардар европски шампион. Направивте одлична општина. Се надам дека ќе имате шанса повторно тоа да го направите. Работев максимално посветено, додека бев градоначалник. Позади мене немам ниту една афера. Можам да кажам дека бев... Афери да не почнеме, ако почнеме Добро, доказ тоа да, е- ако почнеме доказ да вадиме што е пишува, Добро, тоа што Ако пишеме и почнеме да тоа што е кажеме. реално се два различни поими. на време вода сериозна Бев- црна кампања вода. Бев предмет на многу истраги. До ден И денес, се вода истраги. па не знам уште која инспекција не влезе во општината. Имате некоја пријава? Па до сега немам ни една пријава. Само вие и Мицкоски немате. Само вас значи зајавештите. Така да дадов се од себе да работам честно посветено. Мислам многу проекти оставив во општината откако откога изгубив на изборите во 2017 година, отворив адвокатска канцеларија. Имате со Самсоненко комуникација? Вие го носите Самсоненко тука. Не, Самсоненко го донесоа кај мене во општина Индира Кастратовиќ и Гордана Нацова. Имавте добра комуникација со Самсоненко. Па он беше еден од најголемите инвеститори во нашата општина. Сега гледам Орце Камчев со Самсоненко се поддржувачи на Христијан Мицкоски. Орце Камчев е сериозен поддржувач на Христијан, барем беше. Јас Сериозен ниту поддржувач со на Орце Христијан. Камчев, ниту со Сергеј Самсоненко, добро. од кога не сум градоначалник имам комуникација. Мери од коалиција сте со Сашо Мјалков, колку кумоите на Сашо Мјалков не знаете. Овие кумои на Сашо Мјалков се сега со Христијан Мицкоски и Сериожа Марков и Јордан Орцак. Ако кумоите не ви веруваат и не се за вас, како ќе победите овој Јосип Ростито кој е начело на ВМРО ДПМН, кој е несменлив? Нас не води идеја, зборам за луѓето, за целокупното членство, за оние кои што носат партијата. Вас идеја, а нив пари. А вие сте мери од коалиција. Па, нив не Ама знам се што ги напунивте го- коброт и вие сега да не. Се не има луѓе кај вас тамо кои се напунија коброт. Се напуни може и Мицкоски, но се напунивте и вие. Дај Боже сите да бидат Богати. финансиски ситуирани. Дај Како- Боже. како Ја би Христијан сакал Мицкоски. секој да биде финансиски ситуиран и да биде реализиран во животот. Такви луѓе ни требаат во политиката. Меѓутоа не врз база на криминогени активности, туку врз база на личен труд и
Да, мери од хотел се прави способност. плата во управ за javни приходи или Па се јас прати ви во државна кажав, безбедност? значи кога ќе имате прилика, да имате интервју, може сите прашања да ги поставите таму каде што се потребно Господи да се постават. Многу среќи. Благодарам. Ова беше емисијата во Центар, интервју со Ивица Коневски. 53-54 минути. Се надевам дека уживавте во интервјуто. Ако ви се допадне емисијата, ново дружење четврток 22 часот. До четврток во 22 часот, пријатно вечер Македонија, каде и да си.